Сега одиме со овие гороштаци, најтешките, 120 кг. Стојчев Бугарија во црвен дрес против добро познатиот Данов од Македонија, кој што има 2 победи во 2007 и 2010 година. Димко одлично го познавате затоа што практично долго години е во вашиот клуб. Имав можност да работам со него, буквално да наречам мој борач долги години, иако и други тренери работеле од школата на Балканите. Успеа во кадетска конференција да го освои второто место, еден од најквалитетните наши борачи, го освои државното првенство оваа година во најтешката категорија, меѓутоа од другата страна има многу силен противник. Познавајќи го Стојчев, се работи за еден многу квалитетен борач од Бугарија. Јас во секој случај давам предност, малку за жал морам така да речам, меѓутоа тоа што го чувствувам, инаку очекувам многу интересна и силна борба, според она што разговаравме со Данов Бобан. Знам дека огромна е желбата за резултатите. Сега мината време се преиспитуваат. Прв побед успеа да дојде до ногата на противникот. Меѓутоа се обидува Данов да возврати, да одоле. Сепак исторка надвор, тоа е поен за Бугарија, но со тие нови правила како може да се освои поен со една иницијатива. И да напоминеме дека одаголот Данов го води Виктор Богданов, да, братот на Дејан Богданов, двајца наши истакнати борачи пред Дејан, кој што исто така беше кандидат за настап на Олимписките игри и пред 4 години во Пекинг, и сега, меѓутоа како и Митров не успеа во тие обиди. Инаку Виктор Богданов пред 4 години во пробишти успеа да победи во категорија до 96 кг. И сега врати Данов за онаа ситуација од претходно, сега тој имаш иницијативата еден. Добре, интересна ситуација, само ќе ви кажам, ќе се вратиме кај Виктор, меѓутоа стана од 15 секунди, дури може да се случи тука и да победи Данов Бобан, доколку издржи. Ако издржи, еве тука мислам дека еве за противникот, тоа е поен. И сега уште два. Тука многу интересна ситуација. Обид за туш. Туш. Обид за туш во последната секунда. Ова беше многу ефектно, гледате како бугаринот избега во аголот кај својот тренер, но да видиме. Сепак да ви кажам што се случи. Јас 4-1. Дали помина времето или не? Веројатно беше на истекот, инаку тоа беше многу согласувам, мислам дека тука знаете што се случи? Супериорноста ќе ви кажам кај бугарските репрезентативи, мислам дека малку му дојде до глава, бидејќи мислам влезе многу супериорен, дека еве тој не знам како. Меѓутоа Бобан интересен бораче и мило ми што вака се заврши и беше на граница, тука некаде беше ситуацијата. Беше на граница во поглед на преостанатите секунди, беше на граница во секој поглед на 4:1, 3 одлични поени во последните 5-6 секунди за Бобан Данов. Сега ја доби првата рунда, меѓутоа одиме со вторите 2 минути во кои што веруваме дека ќе се развие уште по жестока борба. Во секој случај многу интересна ќе биде борбата, бидејќи ја доби Данов во првата рунда и сега тука нема што да очекува и друго, нема останува на бугарските репрезентативи, туку да бара акција, да влегува да прави поени. Инаку за Виктор да се вратиме сега да ви кажам дека тој е тренер на првата екипа на Балканец, доста квалитетен и како борач и како тренер, сега ја води екипата на Балканец доста успешен. И минатата година и го освоивме првенството, така да и како борач тој во еден период со кадетската репрезентација го освои 6-то место на Европа, беше многу квалитетен. Меѓутоа тука имаше една повреда каде што се повлече и обрските како тренер, бидејќи разговаравме дали ќе биде тренер или борач, сепак се определи за тренерската и бидејќи со завршен факултет за физичка култура и тука се определи. Да, една комплетна личност и како борач и како така, мислам дека образованието е неопходно за војни. Оно што практично го имате сите кои што сериозно работите во спорт. 1:0 за Бугарија, 40 секунди станува, сега на потек е Данов. Тука ќе видиме како Данов сега, преска имаше една ситуација, тој обично атакува на одгоре надолу целото, влегува со раката под неговата рака и го буцка противникот. Тука е начин на водење на борба. Меѓутоа ве гледате, сега бугарскиот репрезентативец поучен од претходната рунда, буквално сега го блокира, не му дозволува да влезе. Еве сега тој бара нешто, меѓутоа е блокиран. И мислам дека можеби 15 секунди уште, време е да се обиде нешто да направи. Нема. Ево овие провокации воопшто не се пријатни, нели, во лицето. Нема, машка борба сега, во секој случај сега.
знаете, луѓето борење тоа, како и да кажеме, можеби некој мисли да грдо или не знам како, меѓутоа, сакам да им кажам дека на слушателите, на гледачите пред се, нема некои тешки повреди. Ако гледате машка, храбра борба и така натака, меѓутоа не иде до некои не знам какви последици. Особено кога се во прашање двајца одлично подготвени во својата категорија. Значи почеток на третата рунда. Очекувам слично да го прави исто пак бугарскиот репресивец, да биде тој што прв ќе нападне, да бара поен и после мислам дека пак ќе тактизира нешто слично на втората рунда. Меѓутоа во овој момент, трета рунда, изморени, ниспотени, се може да се деси. Една мала грешка, значи еден влез кај што неконтролиран, кај што нема да биде добро направен, може да дојде до да ја реши борбата. Значи тука еден поен само може да го реши случајот. Да, двајцата покажа дека се подготвени да казнат било каква грешка или невнимание на противникот. Мене ме радува што Бобан е многу близко до... Да, и сега одлично ескивираш и дојде за противникот. Во исторка, Еве, во секој случај ќе биде многу интересно. Ова беше доста опасна зонија Да. покрај записничката маса, односно председател на Душекот, кој што се нормално како главен мониторинг на ова што се случува. Ќе биде интересно, сега мислам дека ќе нападне многу бугари, но јас Бобан знам дека е стабилен, знае да се чува, знае да се одбрани, да видиме како ќе биде. Јас со се срце посакам да победи. Да, Бобан води Има 0 на минута. идеална шанса, има идеална шанса. Еве гледате бугаринот 3 пати ја направи истата, 2 пати сгреши. И овој пат се излече. Значи влезе за нози, остана долу, направи грешка. Да, а Бобан Данов успеаше да дојде затоа. Значи тактички добро го движи. Еве сега другата нога, значи прво го напаѓаше за едната, сега за другата нога. Опа. Тоа е. Сега успеа да изравни. 1-1 е. Малку изморен. Како да бара див, да, малку мини брейк. Тука е. Тука завршува најверојатно борбата, нема шанс. Мислам дека се предаде порано. Но неизвестно до крајот беше со доста преспорти во оваа борба, да доби првата рунда Вданов, ја доби втората Стојчев, во третата 1-1, но како што рековме, да видиме. Се уште не е прогласен победникот, но Бобан Данов. Јавна и поен, да, чиста е ситуација, без разлика на ова, му честитам на Бобан, се сеќавате на излегувањето надвор, кога беше дадено поен за Данов и јавна опомена за бугарскиот репресивец. Значи во случај кога има повеќе оцена на повеќе поени и кога има јавна опомена, значи чиста е работата. Ништо, само честитки за Бобан Данов.